Стартуваме со најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Најактуелните настани од Македонија, светот и спортот, Велес и тиквешијата. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Груевски во топ тема зборува за нелегитимниот избор за председател на Собранието на Република Македонија и актуелната состојба. Митрополитот по Вардарски господин Агатангел во изјава за К1 вели: сакаме да живееме со сите народи во ова мултикултурно општество. Градежништвото и преработувачката индустрија се сектори каде изминатата година се регистрирани најмногу смртни случаи. По завчерашните инциденти прети во Собранието на Република Македонија, безбедносната состојба е стабилна. Градското подрачје исто така е стабилно околу и во Собранието ситуацијата е нормализирана, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според информациите на МВР, во протестите се повредени 109 лица. По завчерашните нереди во Собранието на Република Македонија, состојбата е вообичаена, а сообраќајниците кои беа блокирани се отворени за сообраќај. И натаму околу Собраниската зграда има засилено полициско присуство. Според соопштението на Министерството за внатрешни работи, во инцидентите што се случија во четвртокот вечерта, откако група граѓани влегоа во Собранието, по постапката што ја спроведоа СДСМ и албанските партии за избор на Талат Џафери за председател на Собранието, беа повредени 109 лица, од кои 83 побарале лекарска помош во државните клиники. За настаните во и околу Законодавниот дом, полицијата привела 8 лица, а е обезбеден и видеоматеријал од Собранието со цел идентификација на лицата кои предизвикуваа нереди и насилства. Целосно спротивно од деловникот и собраниските процедури, без точката да биде ставена на гласање, СДСМ и албанските пратеници поставија измислен председател на Собранието на Република Македонија. По ова и реакцијата на меѓународната заедница за мене беа очекувани после снимките кои излегоа од Собранието, рече лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на гостувањето во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Реакциите на меѓународната заедница за мене беа очекувани после снимките кои излегоа од Собранието. Излегоа снимки на кои секој би реагирал. Тепаат пратеници и народ. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, противуставно и противделовничко. Да се избере председател на Собранието, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Според мене, тоа се очекувани реакции на меѓународната заедница. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, противуставно и противделовничко обидување да се избери председател на Собрание. Еве, вие сте долго години новина. Кажете ми, по кој член од деловникот на тој начин се бира председател на парламент? Како очекува некој и како може да очекува некој? Да ако го погледне деловникот, да каже дека било сето тоа согласно деловникот, законот и уставот. Според Груевски тоа било флагрантно кршење на правото. Владењето на правото треба да важи и во земјите на представниците на меѓународната заедница и во нашата земја, истакна Груевски. Додава 60 дена во околу 30 градови во земјава. Луѓето излегуваа и го изразуваа својот револт да допре до политичарите, да допре до оние кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сакаат да дојдат на власт, коцкајки се со државните и национални интереси, истакна Груевски. Да допре до оние кои што прифатиле туѓи агенди, кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сакаат да дојдат на власт, коцкајки се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство.
сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено додека стотици илјади граѓани излегуваа на улиците. Тоа беа 60 дена со мирни протести кои што се за пример. Груевски смета дека она што се случи завчера било смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот со гласање во 18 часот, кога знаат дека има десетина илјади луѓе пред собранието револтирани и со денови насобран гнев, а можеле тоа да го направат во 14 часот. Јас никогаш го немам подценето мојот народ. Јас сакам тој да знае докаде е мојата сила и што можам јас да направам. Ова вчера вечер го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на гостувањето во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Меѓу другото, тој рече дека свесно застанува на браникот на одбраната на националните и државните интереси, потенцирајќи дека Македонија веќе подолг период е предмет на надворешен обид за промена на владата со цел промена на уставниот поредок и името. Секогаш го спомнувам зборот македонски граѓанин, дополнително го потенцирам македонскиот народ, кога сметам дека прашањата за кои зборува најмногу го засега токму него, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Во секој мој настап го употребувам зборот, може би има некој исклучок, пропуст и така натаму. Секогаш го употребувам зборот граѓани на Македонија, вклучително и синоќа. Понекогаш дополнително го потенцира македонскиот народ кога станува збор за ситуација каде што нешто се однесува најмногу за македонскиот народ, како што во случајот платформата најмногу го засега македонскиот народ или името на државата, сепак најмногу го засега македонскиот народ бидејќи се чувствуваат македонци, а името е Македонија, нели така? Во такви случаи го потенцира македонскиот народ. А речиси во сите случаи, можеби има некој исклучок, ако барате по архиви, веројатно од 100 изјави во 2-3 ќе најдете дека не сум го спомнал, секогаш ги спомнам граѓаните. Меѓу другото, Груевски истакна дека и покрај тоа што застанува на браникот на одбраната на некои државни и национални интереси, свесен е дека ќе добива разни негативни пораки, казни или било што кој ќе го деградира, ќе го донесе во непријатна ситуација, ќе направи штета на него и неговото семејство, на партијата на блиските. Свесно одам, бидејќи верувам дека само со упорност, залагање и борба може да се убеди и целата меѓународна јавност и сите оние кои нешто наумиле дека тоа не е добро за Македонија, рече Груевски во Топ тема на телевизија Телма. Република Македонија веќе подолг период е предмет на надворешен обид, на надворешна операција за промена на владата, со цел промена на уставниот поредок и промена на уставното име. Во една таква операција влезени се и многу странски средства преку одредени филантропи. Направена е огромна пропаганда против владеачката гарнитура, пред се против ВМРО ДПМН, со цел да се отсрани, да се ослабни и меѓународно и во земјата, да го изгуби кредибилитетот и надвор и од граѓаните, со цел да ослабнат институциите и народот сам да ја смени владеачката партија, да донесе друга на власт, која што има дадено ветување, кој што некој ги посакува и ги има за своја цел. Во еден таков контекст, точно е дека ние се соочуваме со проблеми на меѓународен план. Не значи дека сме изолирани, но дека се соочуваме со проблеми, се соочуваме. Но тоа е судбина на сите што се борат за државни и национални интереси во мали држави, кога некој однадвор има некои други цели. Груевски вели дека секоја надворешна осуда може да ја прифати, но никако не може да прифати она што некој се обидува сега да го подметне, дека тој се обидува да остане на власт со насилство. Вели, насилство не поддржувам и жално е што еден дел од луѓето кои 60 дена протестираа мирно, изгубија контрола и се случи она што јас и мојата партија која предводам не го посакуваше, потенцира Груевски. Откако меѓународната заедница го поздрави изборот на Талат Џафери за нов претседател на Македонското собрание, на 1 мај во посета на земјава доаѓа заменик помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во Стејт департментот Хојт Ји, заев во очекување на неговата порака.
Меѓународната заедница го поздрави изборот на Талат Џафери за нов председател на Собранието на Република Македонија, рече лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев при вчерашното гостување во емисијата Топ тема на телевизија Телма. Очекува дека истото во понеделник лично ќе го слушне и од заменик помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во Стейт Департментот Хојт Ји. Не може да биде нешто поразлично тоа што досега Стейт Департментот Соединетите Американски држави директно преку амбасадата овде го соопштувале. Америка менува администрација, менува председатели на останова на вредностите, на принципите на демократијата. Секогаш Америка е тоа. И јас верувам во тој дух дека ќе бидат токму и препораките кои што ќе бидат соопштени кај нас, соопштени кај другите партии, а испорачени во јавност. Се надам дека ќе бидат многу попрецизни од досега, заради тоа што досегашните не дадува некој резултат, освен помош на она што значи стоење за вредности и принципи. Заев во Топ тема вели дека парламентарното мнозинство заслужува да ја добие шансата за избор на нова влада. Во овој случај формирано мнозинство треба да добие шанса да формира влада. Тоа е укажувањето кое што доаѓа од Стейт Департментот. Јас верувам дека господинот Хојти, кој што е и како висок представник, доаѓа од името на новата администрација веќе, тоа што има нов председател Соединетите Американски држави, ќе го повтори директно при посета на Македонија, тоа што директно нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави го очекуваат од својот помал партнер Република Македонија. Околу насилството во Собранието, Заев смета дека тоа не е реакција на обичниот граѓанин, а за истрелите од овластениот полициски службеник во Собранието, потврди дека всушност тој ги одобрил и биле во насока на безбедноста на пратениците кои биле присутни таму. Во време кога македонците се борат за зачувување на унитарноста и самостојноста на Република Македонија, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел зборува за времето кога заеднички се живеело во мир и слога. Во изјава за К1 тој вели: "Сакаме да живееме со сите народи кои живеат во ова мултикултурно општество." Во време кога Македонија се наоѓа на браникот, кога македонците се борат за зачувување на унитарноста и самостојноста на Република Македонија и нејзино разнебитување, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел зборува за времето кога заеднички се живеело во мир и слога и се прославувале сите празници, независно од која вероисповест биле. Јас се сеќавам дека нашите родители, нашите дедовци со браќата од другата вероисповест, од муслиманската вероисповест, од исламската вероисповест, се посетуваа. Муслиманите ги посетуваа нашите домови за време на божичните празници, за време на великденските празници, а нашите дедовци, прадедовци тоа го правеа за нивните празници, за Барјам, Рамазан и така натака, за тие големи празници. И денеска некаде се уште постои таа традиција и почит едни спрема други, вели митрополитот Агат Ангел, додавајќи дека не сите сакаат да сгасне ова мултикултурно општество и со животот во државата. И денеска некои се посетуваат, бидејќи не сите сакаат да ова наша прекрасна земја, ова мултикултурно општество да така исчезна на еден начин због некои кои сакајќи да покажат својата националност, сакаат да понижат еден народ, да сгасне еден народ, една нација која со векови живее на овие простори, обстојува на овие простори, а единствена земја, единствено место за живење токму и овде. Се надеваме, вели митрополитот Агат Ангел, по молитвите на нашиот Спасител Исус Христос, дека ќе успееме да ја сочуваме унитарноста, јазикот, културата и се она што не прави македонци, бидејќи оваа земја е наша македонска и сакаме да живееме со сите народи кои живеат во ова мултикултурно општество, потенцира митрополитот Повардарски господин Агат Ангел.
Во Неготино вчера вечер се одржа манифестацијата Најдобар глас на општината. На сцената на Центарот за култура Ацо Ѓорчев запеа млади музички таленти. Се избираше најдобриот глас во тиквешијата. Инаку оваа манифестација е стара скоро половина век и според организаторите е убедливо најстарата културна манифестација во општина Неготино. Инаку на овој фестивал своите први официјални настапи ги имале многу познати музички имиња, како што се Ѓоко Ѓорчев, Мишко Крстевски, Петранка Костадинова, Кристина Арнаудова, Александра Пилева и многу други. Најдобар глас е манифестација од регионален карактер на која учествуваат млади таленти кои немаат професионално искуство во музиката. Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино секоја година ја организира оваа манифестација Најдобар глас. Веќе околу 47 години ја организираме оваа манифестација и секоја година имаме голема заинтересираност од младите. Целта на оваа манифестација е афирмација на младите таленти, но исто така со овој настан придонесуваме и за подобрување на културно-забавниот живот во општина Неготино. Настапувам четврти пат на оваа манифестација Најдобар глас. Музиката е нешто најубаво, што е мојата една професија, па затоа решив да се настапувам на оваа манифестација. Конкуренцијата е многу добра, сите надпреварувачи се најдобри, па нека победи најдобриот. Овдека сум по втор пат оваа година. Сите си испеавме супер, дружбата ни е убава, има многу убави луѓе, има добри таленти. Сега конкуренцијата ни е малку оваа година повисока, али сепак нека победи значи најдобриот. Од Автомотосојуз на Македонија информираат дека интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Во клисурите и засеците можна е почеста појава на удрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, Гостивар, Стража, Маврово, Дебар, Струга, Демир Капија, Удово, Катланово, Велес, Крушево, Демир, Хисар и Ресен, Буково. Во продолжение вести од Македонија. Советот за безбедност и здравје при работа во Македонија испадна со информација дека градежништвото и преработвачката индустрија се сектори каде минатата година регистрирани се најмногу смртни случаеви од повреда на работни места. 15 работници ги загубиле животите, а 1480 биле повредени. Според Државниот инспекторат за труд, бројот на смртни случаи во 2016 година е помало од оној во 2015. Она што е потенцирано од Државниот инспекторат е дека анализите од терен покажуваат дека зголемена е свеста кај работодавачите за подобрување на безбедноста при работа на работниците. Републичкиот совет за безбедност и овој викенд кој во знакот на 1 мај, меѓународниот ден на трудот, преку сопштини апелира за поголема внимателност во сообраќајот и почитување на сообраќајните знаци. За сите кои планираат да отпатуваат на продолжен викенд или на некој подалечно место, Републичкиот совет најпрво им советува да го проверат своето моторно возило пред да тргнат на пат. Оние кои што ќе патуваат на поблиските или подалечните излетнички места, најчесто да ги користат локалните или регионалните патишта, треба да внимаваат и во предвид да има дека освен возила, новие патишта има и поголема фреквенција на велосипедисти, моторцикли, но и на пешаци. Неизоставен дел од првомајските прослави е алкохолот. Младост е да се напиеш, но лудост е да возите пиен, стои во сопштенијето на Републичкиот совет за безбедност. Многу пати недостатокот на концентрација е исто толку опасен како и возењето под дејство на алкохол. Во таа насока од Републичкиот совет за безбедност советуваат да се испланира добро патувањето, да се управува моторно возило откако возачот е наспан и одморен, да се практикуваат добрите техники на возење и да се провери временската прогноза пред да се тргне на пат.
Земјотрес со јачина од 6,8 степени по Рихтеровата скала ги погоди Филипини, при што се повредени 2 лица и оштетени неколку згради. Филипинскиот институт за вулканологија и сеизмологија соопшти дека земјотресот се случил во петокот вечерта на 53 километри од островот Манданао на длабочина од 41 километар. Американски сеизмолози предупредуваат на можно цунами во регионот на Минданао и во Индонезија. По земјотресот илјадници жители излегоа на улиците, а во најновиот потрес оштетена е зградата на една болница, 2 владени згради, пристаништето предизвикало уривање на најмалку една зграда. Во продолжение вести од светот. Уште една проба со лансирање балистичка ракета изведе Северна Кореја, а според американски и јужнокорејски експерти, тестот бил неуспешен. Јужнокорејската војска соопшти дека ракетата со среден дострел, испукана од регионот Пукчанг, достигнала височина од 71 километар, но се распаднала по само неколку минути во воздух. По лансирањето на ракетата, американскиот председател Доналд Трамп изјавил дека Северна Кореја не ја почитува Кина и нејзиниот председател со тоа што врши ракетни проби. Денешната неуспешна проба е четврта која од почетокот на март ја извела Северна Кореја. Ванг Ји, шефот на кинеската дипломатија, ја повика Северна Кореја да ги прекине своите нуклеарни и ракетни активности и ги предупреди сите страни дека употребата на сила не ги решава разликите и дека само води кон поголеми катастрофи. Ји во Советот за безбедност на Обединетите нации исто така апелира и до САД и Јужна Кореја да се воздржат од воени вежби. Ванг смета дека клучот за решавање на нуклеарниот проблем на Корејскиот полуостров не е во рацете на Кина, иако Вашингтон инсистира дека е неопходно Кина да го зголеми притисокот врз Северна Кореја. Ванг оцени дека распоредувањето на антиракетниот систем на САД во Јужна Кореја сериозно ја подкопува кинеската стратешка безбедност и ја загрозува довербата меѓу страните за Северна Кореја. Денеска имавме претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, особено во западните делови. Во вечерните часови можно е да има ретка појава на грмежи, проследени со умерен на места повремено засилен јужен ветар. Температурата се движи од 19 до 27 степени Целзиусови. Врнежи од дожд проследени со грмежи се очекуваат за внедела, при што ќе има опаѓање на температурата за 4 до 5 степени. Ветрот ќе го промени правецот во северен. Локални врнежи ќе има и следната работна недела, а температурите ќе бидат во пораст под влијание на јужно воздушно струење. Дожд ќе има и за 1 мај. Ова беше последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму следете нашата програма. Пријатно.